Столб на човечкото тело е рбетот. Со негова помош стоиме исправено, се движиме и непречено ги извршуваме секојдневните работни обврски. Што доколку столбот попушти? Што е дискус хернија? Одговор побаравме од професор доктор Кирил Лозанче, неврохирург од АД Бадем Систина. Секој пршен помеѓу себе е поврзан со едно рскавично ткиво, што него викаме дискус, а вака популарно може, како мислам, пациентите кои прашуваат им кажам, значи тоа е еден вид на амортизер, во кој што двата пршена се движат и така амортизира удари, пренесува тежини, така. Значи дискусот представува тој еден дел. Сега, дискус хернија значи, вака просто кажано, ако тој дискус се разболи, и тоа викаме ние настава дископатија или болест на дискусот, во некој момент тој дискус може да се деси, да пукне и да навлезе позади легаментите што го поврзуваат секој пршлен, има повеќе такви легаменти, али два се многу битни, одначе овој легува позади, каде што се наоѓаат кичмениот канал. Во кичмениот канал се наоѓаат делот кичмена мождина, односно деловите нервните влакна што излегуваат од кичмена мождина, тоа зборам за лумбалниот сакралниот дел, и тој дискус кој ќе навлезе во каналот може да притисне некој од тие нерви и да даде проблем. Најчесто проблема е болки во ногата, викаме лумбоишиалгија, а втор проблем е болки во рбетот или лумбалгија. Значи лумбоишиалгија со прилика се тоа слични проблеми и најчесто идат заедно лумбалгија со ишиалгија, лумбоишиалгија. Кога дискусот пукне, навлезе, го допере нервот, врши компресија врз нервот и прави овакви проблеми. Доколку конзервативниот третман не помогне, се предлага хируршки третман дискцектомија. Според професор доктор Лозанче, постојат неколку техники, но последните години се применува минимално инвазивна отворена хирургија со користење микроскоп за подобра визуализација. Главно, дискус хернија се лечи конзервативно, значи скоро 80% ќе заврши добро и со лекување конзервативно, а на 20% идат на оперативен третман. Дискусот секој што оперирала во неврохируршката процедура пред 30 години, само што методата негова беше порано и се каже ламинектомија, значи големо отварање од двете страни на коските што го обврзуваат, значи тој пршлен, отварање на целата коска, широко отварање на коската, значи и доваѓање од дискусот и него вадење. Што е проблемот сега, ништо колку е проблемот напредокот сега? Во светот постојат така наречени минимално инвазивни процедури, постојат минимално инвазивни затворени и отворени процедури. Најчесто оперирана затворена процедура е така наречена ендоскопска хирургија. А најчесто оперирана отворена метода е минимално инвазивна микроскопска или микрохирургија, со помош на микроскоп. Во принцип двете методи се слични една со друга и двете се изубиваат во општа анестезија. Проблемот е во тоа што во првата метода имате 2, 3 или 4 дупки од страна, одека имате рез инцизија во медијалната, посредичната линија. Иначе принципот е исти, со минимално оштетување на мускулното ткиво, минимално оштетување на коскеното ткиво, да се стигне до нервот, да се направи негова декомпресија и дискус да се извади надвор. Интервенцијата се изведува за да се намали притисокот кој го прави испакнатиот диск врз нервите. Операцијата е рутинска, се изведува рутински канази, барем со микроскоп. Битно е да се заштити нервот. Главните компликации се што луѓе да се плашат да не се повреди нервот. А тоа нормално кога видите со микроскоп со зголемување, вие не може да повредите микроскопот, има многу мала шанса да се повреди нервот. Значи тоа едно нервот мора да се тргне да се извади дискусот надвор. Ние дури потребуваме сега кај нас во Систина имаме 6 месеци апарат кој што се ка неврофизиолошки мониторинг, кој што нервот се мониторира континуирано во текот на операцијата и секој него пипнување, да кажеме оштетување, одма се верифицира. Така да имате минимална шанса да повредите нервот. Предноста на овој метод е тоа што се прави помал рез. Заздравувањето до операцијата е многу побрзо и пациентот за кратко време си оди дома. Пациентот станува 6 сати после операција да се движи. Значи, не никаква шанса да лежи повеќе од болница од 1 до 2 дена после операција. Значи, вкупното лежење 2 до 3 максимум дена во овој после операција. Брза физикална терапија, одма после тоа, и така да пациентот би можел за 3 до 4 недели да се јави да се врати на својата поранашна работа. Нормално е тоа некоја работа тешко физичка, али он може да се врати на својата поранашна работа многу брзо. Тоа е поентата на ваков тип на операција. Професор доктор Лозанче со совет: единствен начин да се заштитите од дискус хернија е физичката активност.